Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за апсорбциона спектрометрија. И најчесто во пракса, кога се збори за спектрометрија или кога се работи, најчесто се мисли на апсорбциона. Океј, самото име ни кажува, значи станува збор за кога светлина се апсорбира од даден аналит, даден примерок. Односно, кога ќе видиме одреден атом, така и зумираме кај електроните, и не ги гледаме како орбитали, како бранови, него ќе ги гледаме само како партикли електроните, би ги добиле овие дискретни нивоа на орбитали, каде што може да се наоѓа електронот. Така, речеме дека моментално тука се наоѓа електрон и дека ово е валентен електрон. Дека во најнадвршна школка и дека не е спарен електрон. Сега, ако електронот добие фотон, односно електромагнетно зрачење, кое ќе има соодветна енергија за да го качи на следното ниво или нивото после тоа, тој ќе го направи. Значи ќе го абсорбира. Но мора да биде дискретно количество енергија. Така, значи не сите фотони ќе го ексцитираат овој електрон. Различни електрони кај различни атоми потребно им е различно количество енергија со цел да се качат на следното ниво. Например, кај некој атом X, карикирам, кај некој атом X, за валентниот електрон да се качи на следното енергетско ниво, може да е потребно енергија XE. Така, додека за некој хемиски елемент Y, електронот, да речеме дека е тука, за да се качи, му треба количество енергија YE. А YE и XE не е исто. Значи за некој електрони треба одредено количество, за некој треба друго количество. Океј? Иако вдека вака изгледа дека секое ниво е еднакво, не е баш така у вистински случај. Сега да речеме дека на овој тука електрон му треба бранова должина од 520 нанометри. Океј? Значи доаѓа фотон кој што има 520 нанометри бранова должина и има соодветна енергија да го качи две нивоа. Океј? И електронот ќе се качи тука. И сега викаме дека електронот е во ексцитирана состојба. И таа светлина е абсорбирана. Океј, тој после некое време може да падне едно ниво назад и после некое време пак да се врати назад до основното ниво или скроз да падне до основното, но обично тоа кога ќе се случи, тој ќе реемитува светлина која што ќе има подолга бранова должина, ќе направиме портокалово, така што сега ќе биде 600 нанометри, има најразлични интеракции, но ова е основната, и обично нема да е во истиот правец, него ќе ја расее во некој сосема рандом правец. Но тоа нема да се случи одма, ќе биде потребно некое време. Така што од практична гледна точка викаме дека фотонот бил абсорбиран. Океј? Е сега, ова може да се случи на ниво на валентни електрони, но исто така може да се случи и на ниво на хемиски врски во молекули. Значи атомите кои што се дел од хемиска врска можат под дејствие на ултравиолетово или дел од видливиот спектар да се ексцитираат и при тоа да абсорбираат фотон. Но, најчесто, кога збориме за абсорбирани фотони од хемиските врски, збориме за фотони од инфрацрвениот дел од спектарот. Значи, хемиските врски, ковалентните хемиски врски, може да си ги замислиме како еден вид федерчиња, така? Значи, они можат да се скратуваат и да се издолжуваат. Океј? И ако електромагнетниот бран има соодветна брана должина за тоа да го направи, повторно, различни молекули, различни електромагнетни бранови должини абсорбираат, таа молекула ќе вибрира. Океј? Исто така можат и атомите околу хемиска врска да ротираат. Значи кружно движење. Некои кога имаат повеќе хемиски врски, например тука да речеме дека има уште еден атом, може да има движење и вака. Значи имаат молекулите најразлични ротациони и вибрациони модови. Океј? Е сега, со експериментални податоци увидено е кои функционални групи, ова најчесто станува збор за органска хемија, абсорбираат на кои бранови должини. И направено е цела табела. Така што ако направиме инфрацрвен спектар на абсорбција на некоја непозната молекула, имајќи го тоа знаење, можеме да откриеме кои функционални групи ги содржи. Да, нема да знаеме целосна структура на молекулата, но би знаеле што содржи. Еве, тука имаме еден пример на инфрацрвен спектар на некоја си молекула. Сега, како да го читате ова? На Y носката имаме трансмитанца.
односно колку светлина поминала и не се абсорбирала. Ако е 100, тоа значи дека имаме нула абсорбција. Целата светлина поминала низ примерокот. Деловите кои што се вака спуштени надоле, тоа значи дека абсорбирала. Океј, не поминала светлина на таа бранова должина. И сега имаме дека абсорбирала на 2971, 1721, 1400, 1200 или 948. Овие бројки се wave number. Океј. Тоа се колку бранови од таа дадена бранова должина може да собере во 1 сантиметар. Бидејќи не расте скалата линеарно, расте соодветно со енергија, не мора тука да навлегуваме во детали, но затоа не е доле бранова должина, него е wave numbers на сантиметар. Само да знаете, иако вдека не се чита, али ако отворите други графици. И сега, спрема литература, знаеме дека на овој пик имаме ОХ група, на овој пик имаме С двојна врска О, имаме ОХ, С, ОХ. Океј? И може да знаеме отприлика кои функционални групи ги има и да составиме некоја си скетч молекула на која понатаму може да работиме со други методи па да откриеме која е вистинската структура. Еве некои други примери, некоја друга молекула, гледаме дека тука не абсорбира, многу малце абсорбира, тука многу абсорбира и така натаму и така. Инфрацрвена спектроскопија е многу интересна и има многу корисни примени, особено во органска хемија и за откривање на структури на непознати соединенија. Сега, некој од вас може би забележа претходниот пример дека ОХ абсорбира и тука и тука. Значи не абсорбира само на една точка. Зошто е тоа така? Бидејќи абсорбира на различни бранови должини за различни движења. Некојаш е за вакво движење, некојаш е за ротација, значи некојаш е за вибрација. Има различни модоли на вибрација. Така што може да абсорбира на неколку дискретни бранови должини. Но обично абсорбира максимум на една. Океј, иако абсорбира у помала мера и на други бранови должини, бидејќи има различни начини на кои може да абсорбира. Може би некој електрон тука во валентниот облак реагирал некако со некој фотон и направил абсорбција. Така, значи кај различни атоми и молекули може да има различни точки на кои може да абсорбира, но обично на некој бранови должини абсорбира најмногу. И обично ти ги користиме за детекција, особено ако се специфични за дадениот атом или молекула. И овде има еден тривија факт да го спомнам, дека хемиските врски кои што учествуваат во абсорбција на УВ и на видлива светлина се нарекуваат хромофори. И не мора да навлегуваме во деталите зошто, што, како, поврзане со пи, со сигма врски и така натаму и така натаму. Но тоа се веќе пресметки со квантна механика, со магнетни броеви и така натаму, не ви е до толку битно. Овде исто така имаме представа на натриум, дека абсорбира на различни бранови должини, различни електрони во самиот атом, кои се наоѓаат во различни орбитали, абсорбираат на различни бранови должини и тоа може да се запише вака, дека абсорбира на толку, на толку, на толку и на толку. Океј, и различно абсорбира. Значи има една спектрална линија на околу 330 и има една спектрална линија околу 589. Освен за одредување на функционални групи, принципот на абсорбција може да се употреби за одредување на концентрација на некое соединение во даден раствор. Значи може да биде во течен раствор, може да биде гасовито, но најчесто е во течност. Сега, за да го разберете тоа, треба да збориме за трансмитанца и абсорбанца. Нешто тоа спомнавме, не е ништо комплицирано. Значи, ако имаш тука одреден сад, окей, и пуштиш сноп светлини, нема ништо у садот, празен е, и да речеме дека е 100% пропустлив за овој сноп на светлина, светлината ќе помине неизмената на другата страна. Окей, да речеме дека тука имаш детектор. И си пуштил 100 фотона, така, и стигнале тука 100 фотона. Значи, трансмитанцата е еднаква на 100%. Океј, 100 си пуштил, 100 поминале. Супер. Ако земеш повторно сад, така и овдека ставиш некое парче дрво или нешто, океј, и пуштиш светлина, пуштиш 100 фотона, удира тука, го имаш детекторот, кај детекторот стига 0. Океј, значи трансмитанцата е 0%. Нито еден фотон не стигнал. Сите заглавиле тука, сите 100. Така што трансмитанцата може да биде од 0% до 100%. Океј? Така што, ако ова би го стандардизирале,
И би рекле дека светлината која пуштаме на почеток е P0, дека светлината која излегува и стига до детекторот е PT. Во тој случај, трансмитанцата, ќе бележиме, тука ќе бележиме, не е проблем. Трансмитанцата е еднаква на PT делено на P0. Океј, во овој случај тоа беше 100 делено на 100, еднакво на 1, односно тоа е 100%. Мислам, ова 100 фотона и 100 фотона се измислени бројки, не ги гледаме во фотони, него колку струја ќе се покрене кај детекторот, но не е сега тоа битно. Сега, обратното од трансмитанца е абсорбанца. Наместо да гледаш колку поминало, можеш да гледаш колку не поминало. И абсорбанцата ја изразуваме како негативен декаден логаритам од трансмитанцата. Така што, ако имаме трансмитанца од 50%, во тој случај, абсорбанца ќе биде еднакво на минус лог од трансмитанца, и ако трансмитанцата е 50, односно 50%, тоа ќе биде 0,5, во ред, во тој случај абсорбанцата ќе биде еднаква на 0,30, односно 301. Во ред, тоа се некои основни работи. Ајде да видиме сега како може овој принцип на трансмитанца и абсорбанца да го искористиме за одредување на концентрација. Тука на сцена стапуваат Ламберт и Бер. Овој типов лево е Аугуст или Август Бер, овој десно е Јохан Хенрих Ламберт. Првичните истражувања биле од Ламберт, но понатаму биле досредени и модифицирани во сегашната форма од страна на Бер. Инаку овие истражувања се правени уште во 1800-тите, што е прилично изненадувачки, мислам дека е поскорешно, но всушност се во раните до средните 1800-ти. И од овие истражувања сме добиле формула која гласи вака. Значи, абсорбанцата е еднаква на абсорбтивноста на даден материјал по должината на киветата, каде што се наоѓа примерокот, нека да се бележи тоа B, нека да го бележат L, по концентрацијата на аналитот. Сега, абсорбтивноста се бележи, може да се бележи, грам на литар на сантиметар, окей, должината се бележи од сантиметри, додека концентрацијата може да се бележи во грам на литар. Али ако сакаме да користиме концентрација во мол на литар, односно моларна концентрација, во тој случај формулата изгледа вака. Абсорбанцата е еднаква на епсилон по L по C, каде што епсилон е всушност мол на литар на центиметар, должината си е пак сантиметар, додека концентрацијата станува мол на литар. Така што во литературата можете да ги сретнете двете формули, всушност исто да го представуваат, само зависно дали концентрацијата и абсорбтивноста е во грам на литар или мол на литар. Ако концентрацијата е во грам на литар, во тој случај ова е абсорбтивност, додека ако е во мол на литар, ова е моларен екстинцијски коефициент, или наречена моларна абсорбтивност. Абсорбтивноста, односно моларната абсорбтивност, е различна за различни молекули, односно атоми. И таа се одредува експериментално. И денеска имаме табели каде што знаеме колку е екстинцијски коефициент на различни субстанции. И што всушност представува тоа? Тој фактор представува која е веројатноста дека светлината ќе биде абсорбирана од даден електрон, ако е осветлен со дадената бранова должина која е соодветна. Така, некои атоми, односно молекули, имаат многу валентни електрони, така што можат да абсорбираат многу фотони. Некои немаат толку валентни електрони, така што не можат да абсорбираат многу фотони. Така, некои имаат повеќе хемиски врски кои што се склони кон вибрациони или ротациони движења, некои имаат помалце. Така што 1 мол на супстанца од супстанца А и од супстанца Б може да абсорбира различна количина на фотони. Океј? И следејќи оваа формула, можете да видите дека е релативно лесно да одредиш концентрацијата на даден аналит. Бидејќи, обично во киветите кои што се користат за анализа се 1 см,
може да се види од литература колку е моларната апсорптивност на даден материјал, на даден атом или молекула, која што ти е од интерес, и релативно лесно, бидејќи имаш апсорбанца, ќе ти ја даде апаратот, можеш да пресметаш колку е концентрацијата. И од самава формула може да забележите дека концентрацијата всушност е еднаква на апсорбанцата поделено со екстензискиот моларен коефициент по должината на киветата. И за да добиеме точни резултати, користејќи апсорбциона спектроскопија, користејќи го Беровиот закон, треба да имаме неколку работи на ум, значи треба растворот кој што ќе го мериме или може и гасови да мериме, да бидат хомогени, така киветите треба да бидат чисти, треба да избереме правилната бранова должина, не треба да има турбиметрија, односно да е заматен растворот за да нема премногу расејување светлина и така натаму и така натаму. И многу интересно всушност колку е интуитивен овој закон. Зошто? Ајде да речеме дека имаме одреден сад, така значи кивета каде што стои примерокот. Океј. Еве го тука растворот, односно матриксот, нека се напоменува, и го имаме аналитот кој што ни е од интерес. Нормално, светлината, така што ќе доаѓа, колку од таа светлина ќе биде абсорбирана, нормално зависи колку партикли има. Логично. Така, ако има повеќе партикли кои абсорбираат на таа светлина, нормално дека ќе абсорбираат повеќе светлина. Логично, така, со концентрацијата расте абсорбцијата. Друго што е битно? Битно е колку е долга киветата. Така, нормално, ако киветата беше толку вака долга, до тука некаде, така, во тој случај би имале многу повеќе партикли на патот, така што имал многу повеќе молекули кои може да ја абсорбираат оваа светлина, односно, поголем дел ќе биде абсорбиран. Така што логично дека зависи и од должината на киветата, должината на светлосниот пат. Океј? Друго од што зависи од абсорптивноста на дадената материја за таа бранова должина, односно моларната абсорбанца. Тоа е колку е веројатноста, зависи тоа од конституцијата на повторно валентните електрони, каква хемиски врски има молекулата и така натаму, но вака по некоја аналогија може да си го замислиме колку се поголеми молекулите. Така, ако беа поголеми се шансите дека светлината нема да помине од тука некаде, него дека ќе удри некоја. Така што абсорптивноста, односно моларниот екстензиски коефициент, може да си го замислите ко поголеми молекули. Иако не е тоа вистина, не е баш така, но аналогијата би била слична. Океј, значи поголеми шанса дека ќе удри некоја и дека ќе се абсорбира. Океј. Значи ја гледате интуитивноста позади овој закон. И сега само уште да напоменам дека овој закон во различна литература, зависи дали е македонски или на англиски, има имиња различни, односно некаде е напишан Ламберт-Беров закон, некаде е Бер-Ламбертов закон. Дека само Беров закон, бидејќи он го финализирал во крајната форма. И на македонски Беров обично го бележа со едно е, додека на англиски е со две е. Но океј, значи тие се трите начини на кои може да го сретнете во литература. Ламберт-Беровиот закон има некои ограничувања. Теориски би требало абсорбанцата да расте линеарно со концентрацијата и да добиеме некоја ваква линија, така. Поголема концентрација, поголема абсорбанца. И тоа секогаш да е случајот. Но очигледно дека не е секогаш така, има некои други фактори кои што може да влијаат и сега ќе ги разгледаме. Значи имаме основно ограничување, а тоа е дека Ламберт-Беровиот закон е вистинит само при релативно ниски концентрации на аналит. Во практична гледна точка, тие релативно ниски се најчистите концентрации, но некогаш, ако нешто треба да се испитува, има многу висока концентрација, значи Ламберт-Беровиот закон веќе нема да биде точен, односно потребна е подобра калибрација, но ќе збориме за тоа попосле. Зошто при релативно ниски? Бидејќи, ако концентрацијата на некоја аналит е многу голема, почнуваат партиклите од дадената молекула да конгрегираат заедно, да прават поголеми маси кои што го менуваат моларниот апсорбцијски коефициент. Океј? Значи се клампуваат заедно, исто така се менува и рефракторниот индекс. А рефракторниот индекс е поврзан со апсорптивноста на дадениот материјал.
Така што треба концентрацијата да е релативно ниска со цел сите партикли да бидат одвоени да се однесуваат како хомогена маса. Значи тоа е некое основно ограничување. Друго е хемиско. Некои аналити кога се наоѓаат во раствор подлежат на создавање еквилибриум, односно деградираат на други молекули и влегуваат во некој еквилибриумски однос. Океј? Тоа значи дека времето од кога ќе го имаш аналитот, до кога треба да мериш, е ограничено ако го ставиш чист аналитот, или пак, ако поминало некое време, треба многу да пазиш на пеха, бидејќи еквилибриумот често може да се променува кон едната или другата страна соодветно пеха. И различните делови од соединението, бидејќи се разградува некој друг дел, абсорбираат на различна бранова должина. Значи тоа може многу да влие и може да се направи проблем. Трето е инструментално ограничување, а тоа е проблемот дека Ламберт-Беројевиот закон е вистинит само за чиста монохроматска светлина. Али чиста монохроматска светлина е скоро невозможно да се добие. Мислам, има некои ламби кои што може да се користат, кои што дадат само еден пик и така натаму, но повторно и филтерот и се треба да се соодветни, бидејќи нема забегана електромагнетно зрачење од околината и така натаму. Значи многу е тешко да се добие чиста, но релативно сме блиску до тоа да добиеме само една монохроматска светлина, но мора да се има на ум дека полихроматска светлина, чим ќе дојде некое расејување од страна, или само такивета може да направи расејување и да не ударат сите зраци паралелно, исто тоа може да влие. Скоро секогаш дава негативна девијација на Ламберт-Беројевиот закон од теорискиот идеал. И тоа овде као гледаме дека од различни бранови должини може да се добие различен Ламберт-Беров закон. Односно различна крива на зависност абсорбанца со концентрација. И со цел ако сакаме поточни резултати, бидејќи секоја апаратура треба да се увиди како функционира и нормално сите делови од целата апаратура, киветите, примероците и така натаму, убаво е да се направат калибрации. Така, со цел да си сигурен дека точно го работиш е точно. Океј, ајде да видиме како би изгледала една калибрација. Ќе направиме тука еден график. На Y-оската имаме абсорбанца, на X-оската имаме концентрација. И имаме серија на раствори припремени од некоја организација која што ги прави, така, значи направи со лиофилизиран материјал, спрема точни концентрација на раствори, може да ти ги даде лиофилизирани, па ти да си ги раствориш, но има поголема шанса да направиш грешка, или пак да ти ги даде веќе растворени. И нормално тука тие треба убаво да ги измешаш, да ги хомогенизираш, да бидат на соодветна температура и така натаму. Но од кога се тоа ќе го направиш и ги имаш спремено различните стандарди, различните точки на кои ги калибрираш, и сега за да го направиш тоа, обично од некоја фирма набавуваш калибратори или некоја што наречени стандарди, може и контроли да ги наречеш, нема врска. Поентата е дека тоа се шишенца, така во кој има супстанца која тебе ти е од интерес со веќе позната концентрација. Значи они ја подготвиле за да се знае точно колку има од нештото што сакаш да го измериш во шишенцето. И обично ако се користат за калибрација, се рекуваат калибратори или стандарди. И обично се попрецизни со поголема хемиска чистота, го имаш само аналитот кој што ти е од интерес. И може да ти ги донесат во прашкаста форма, па ти да ги раствориш, каде што има малце поголема шанса за грешка во спремањето, или пак да ти ги дадат во веќе растворена форма, но и тука може да има просторна шанса за грешка ако не си ги чудал соодветно. И повторно, пред да ги употребиш, треба убаво да ги измешаш, да бидат хомогенизирани, да бидат на соодветна температура се и после ги користиш. И еве, имаш 5 стандарди и плюс имаш една киветка која што си ставил вода деонизирана, подобро дестилирана, односно дестилираната автоматски е деонизирана ако ја користиш одма, зашто на подлежи на автопротолиза и пак ќе стане ионизирана, но ако користиш одма ќе биде и деонизирана. Значи имаш нулта, така и ги имаш сега 5 стандарди. И да речеме дека во најнискиот има 20, не се битни мерни единици за концентрација, дали е грам на литар, дали е што и да е, мол или не е битно. Има 20, еве да речеме молекули од таа супстанца што ја сакаш да испиташ. Тука има 40, тука има 60, тука има 80 и тука има 100. Не се битни мерните единици воопшто. И еве, сега ги имаме растворите, ги имам бележано и бележев самиот график. И ајде да почнеме да мериме.
го мериме нултата, така нулата, водата, и добиваме, оптимално би требало да добиеме нула абсорбанца, бидејќи не би требало да абсорбира таа правна должина, но сепак нешто ќе се случи, ќе има некои интеракции, рефлексија и така натаму, нешто ќе се абсорбира, ќе добиеме некоја многу ниска вредност. Океј, значи концентрација 0, ќе добиеме тука нешто, да речеме дека сме добиле 0,01 абсорбанца. Океј, супер. Мериме сега за 20 и добиваме 0,03. Супер. Значи тука вака некаде. Значи за 20 концентрација тука е некаде точката. Океј. Мериме сега за 0 за 40 и добиваме 0,06. Ред. Значи за 40 точката би била тука некаде. Мериме за 60 добиваме 0,09. Тоа би било тука некаде. За 80 0,12. Што би било тука некаде. И за 100 0,15. Значи тоа би било тука некаде. И добиваме крива. И кривата, ако игнорираме нулата, ќе изгледа вака, но нормално не е најубаво нацртан графиков, не се сите еднакви деловите помеѓу себе, ама треба да бидат. Али овдека кривата best fit, ако направиме ќе изгледа вака некако. Нормално не може сите точки ги фати, има начини за регресија, како се прави крива и така натаму, не влегуваме детали. И ја добиваме кривата и супер, ова е супер линеарна. И сега ако сакаме да измериме концентрација на некој си раствор, така имаш тука раствор, кој што има непозната концентрација од аналитот. Не знаеме колку има. Супер. Мериш и гледаш дека се доби абсорбанца 0,1. Океј? И повлекуваш линија од 0,1. Ќе полечеме со плава боја. И ја сече некаде тука кривата, повлекуваш надоле. И се ова аритмечки се пресметува, не се влечат линии на кривите да се сечат, но ова е како изгледа. И добиваш дека всушност концентрацијата е некаде околу 65 од овие мерни единици, кои да се. Океј? И за да си сигурен дека калибрацијата ти е океј, можеш да искористиш контрола. Значи можеш да земеш уште еден сад, кој што има позната концентрација, исто ти го даваат од фабрика донесен. Сега, контролите обично не се до толку сензитивни и специфични како стандардите и калибраторите, но сепак се прилично точни, имаат поголем опсег на грешка најчесто. И пишува на шишо дека тука има концентрација, не знам, 70, така. И ти го ставаш во апарат и очекуваш да добиеш абсорбанца, нели, ајде да полечам дека линија од прилика, вака, нели, ако тука би повлекал како со рака, би било 0, колку му доаѓа таму? 1,1. Сега дека малку искочи поисоко. Нема врска. 0,11. Очекуваш толку да добиеш. Вред? И мериш, гледаш колку добиваш и да речеме си добил 0,12. Толку ти измерил апаратот. Сега гледаш колку е голема грешката, дали е во една страна девијација или не. Ако треба, можеш со корелација ќе најдеш фактор колку вие се разликуваат и ќе помножиш или ќе поделиш со соодветен фактор. Али треба повеќе мерења направиш. Нема да влегуваме сега во тоа, ќе има посебни видеа за калибрација, контроли и корелации. И ќе го калибрираш апаратот соодветно. Ајде да решиме неколку примери, лесни, брзо ќе иде. Имаме прва една задача. Велозид има максимална абсорбанца 275 нанометри. Ексцентричниот коефициент е 8400 мол на литар на сантиметар. И по должината падање на сантиметар, окей. Знаеме дека абсорбанца е еднаква на ексцентрички по должина по С. Океј, нас ни се бара С. С беше еднакво, или кога ќе реаранжираш ќе биде А делено на епсилон L. L е 1 сантиметар, така што автоматски може да го скратиме, така бидејќи 1 сантиметар што и да помножиш по 1 е исто. И тоа што го добиваш е 0,70 поделено со 8400. Не ни се битни сега мерите единици, ама мислам, битно е, но овдека ова беше мол на сантиметар, јавме L сантиметар, сантиметарот ќе се тргне и само остава моларно. Ова абсорбанца нема единици и тоа што ќе добиеше моларна концентрација. Океј.
0,7 поделено со 8400 искача 8,33 по 10 на минус 5 мол на литар, односно моларна. Океј, концентрација. Супер. Ајде, има супстанца во раствор 4 грама на литар. Океј, значи сега апсорптивност ќе користиме. Должината кивета е 2 cm и само 50% од одредената светлина е трансмитуван. Океј, значи прво треба да најдеме колку е абсорбанцата. Но океј, абсорбанца е еднаква на А по L по C. Океј, знаеме дека L е 2 cm. Концентрацијата е 4 грама на литар и сега не знаеме колку е ова. Но може да најдеме прво на абсорбанцата. Океј, како ја наоѓавме абсорбанцата? Абсорбанцата е еднаква на негативен декаден логаритам од трансмитанцата. Океј, трансмитанцата е 50, односно тоа е 0,5. Значи негативен декаден логаритам од 0,5, тоа е еднакво на 0,301. Океј, значи толку е абсорбанцата. И сега ја знаеме абсорбанца 0,301. Односно, ако ја реаранжираме формулата, А е еднаква на абсорбанца врз L по C, L е 2 cm, во овој случај, значи ќе добиеме 0,301 делено на 8, тоа е еднакво на 0,037. Има и многу децимали датуму, но таа е вредноста. Значи таа е грам на литар на сантиметар. Или може тој моларен екстинцијски, ама треба да знаеме за која супстанца станува збор и колку е моларната маса. Океј, ајдеме третото. Абсорбцијскиот коефициент на гликоген и јоден комплекс е 0,20 на 450 нанометри брана должина, која е концентрацијата кога трансмисијата е 40% во кивета од 2 cm. Океј, повторно. Абсорбанца е еднакво на епсилон по L по C. Тоа што ни се бара е C. L е 2 cm. Ова е 0,20. Океј, само треба абсорбанца да најдеме. Абсорбанцата е еднаква на негативен логаритам од 0,4, што е 0,397. Океј, сега ако ја реаранжираме, C е еднакво на 0,397 поделено со 0,20 по 2, што е 0,4, еднакво на 0,994. Океј. Моли. Односно моларна концентрација, мол на литар. Тоа беше главно се што сакав да кажам за Ламберт-Беров закон, за апсорбциона спектроскопија. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео.